Драги мои, здраво, време е за кафе муабет и овој пат имам интересен гостин. Станува збор за Жикица Паговски, студент на Американскиот универзитет во Благоевград. Студира два факултети и има многу интересни работи што да ни каже. Не е бубалица, ве уверувам во тоа. Има многу интересен муабет во него. Најнапред одиме со джингл, а потоа ќе поразговараме малку со Жикица Паговски. Жикица, здраво и фала ти многу што одвои од твоето време да ни посветиш на нас. Благодарам и на вас и поздрав за гледачите на Д1 телевизија. А кажав на почетокот дека студираш на Американскиот универзитет во Благоевград. Зошто се одлучи токму таму да се запишеш? Кои факултети ги студираш таму? Кажи ни нешто повеќе за тоа. Така, значи, како што знаете, Американскиот универзитет во Бугарија е еден од најдобрите универзитети на Балканот. Американскиот универзитет нуди меѓународно признаена диплома, значи нуди американска диплома, нуди бугарска диплома и исто така нуди европска диплома. Се одлучив да се запишам таму, заради тоа што во факултетот има меѓународно студентско тело, исто така има меѓународен факултетски кадар, значи има професори од Европа, од Соединетите американски држави, исто така и од Балканот. Образованието е liberal arts, значи ти овозможува многу големи можности за избор, значи да избираш тоа што сакаш да го учиш, да ги избираш конкретно предметите што сакаш да ги учиш и ти дава можност да студираш повеќе од еден факултет, значи два факултети. Тоа и јас го избрав, значи моментално студирам два факултети на Американскиот универзитет. Мојот прв факултет е политички науки и меѓународни односи, нешто што навистина го сакам и навистина ми лежи. И вториот факултет е бизнис администрација, нешто ново и просперитетно во моментот. Што треба да се поседува за да се запишеш на тој факултет? Значи критериумите за упис на факултетот се малку високи, значи потребно е да положиш два теста. Едниот се вика TOEFL и е тест за странци кои што зборуваат англиски јазик. А вториот тест е SAT, значи е составен од два дела математика и англиски јазик за универзитетско ниво. Исто така потребно е да имаш висок успех од средното образование, да имаш доволно воншколски активности кои што го развиваат твојот потенцијал и ти овозможиле капацитети за да станеш академски граѓанин. Жикица, учиш во средина каде што има студенти од цел свет. Како успеваш да се справуваш со тоа? Дали и понатаму си солиден студент како што беше тука одличен ученик? Така да, за среќа го задржив континуитетот и сум солиден студент. Поради тоа што една од главните цели во мојот живот е образованието и значителен дел од времето посветувам на редовно извршување на моите студентски обврски и го правам тоа најдобро што можам. Имаш освоено некои награди до сега? Да, имам освоено повеќе академски награди. Претходниот семестар, како и претходната година, влегов во листата на деканот и на председателот на универзитетот за студенти со висок просек, значи како признание на мојот висок просек, добив влез во овие престижни листи. И исто така добив уште една академска награда, делумна стипендија, која што покрива дел од моите трошоци. Значи, уште на почетокот, кога се запишав, добив стипендија и сега добив дополнителна стипендија заради мојот придонес за развојот на универзитетското општество. Кажа дека си на листата на деканот и на председателот на факултетот. Што значи тоа? Што добиваш ти од тоа? Така, значи студенти кои што имаат висок просек во нашиот факултет, над 3,80 од 4, влегуваат во овие листи. Значи, на крајот на студентската година има манифестација на која што доделуваат награди за
овие студенти кои што влегуваат во овие листи. Значи доделуваат сертификати, исто така ги објавуваат нашите имиња во книгата на најаки студенти во универзитетот. Исто така ова награда значи сатисфакција да продолжиме со нашиот големов involvement. Жикица, дали тоа значи дека, например, ако го завршиш факултетот со таков висок просек, дека на крајот факултетот ќе ти обезбеди на тебе и работно место или? Да, значи, Дали има таква можност? Значи, факултетот нуди можности на работни саеми, каде што работодаватели од Европа и од светот доаѓаат и директно разговараат со студентите и нудат можност за вработување, но исто така со таков висок просек, како и добро CV, имаш голема можност за упис на некои после постдипломски студии. Дали ти некогаш си размислила, еве, после дипломирањето, ако продолжи така добро да ти оди, да заминеш некаде во странство да работиш? Па да, после дипломирањето и после земањето на магистарските студии, планирам да работаме. Сега не знам дали тоа ќе биде во странство, дали ќе биде тука во Македонија, дали ќе биде во Делчево. Сепак зависи од работните услови кои што ќе ми бидат понудени и дали тоа е во однос со моите цели и идеи. Пред една недела се врати од Италија, беше во Рим, беше на конференција за студентски влади. Во кое својство беше таму? Значи на непосредни избори во универзитетот бев избран за студентски сенатор. Обврските на мојата функција се заштита на студентските права, како и развој на универзитетското општество и развој на клубовите и организациите кои што се наоѓаат во универзитетот. За конференцијата, како резултат на мојата голема активност во студентската влада, бев избран заедно со делегација од уште 20 сенатори да го представуваме универзитетот на меѓународна конференција во Рим по покана на Американскиот универзитет Џон Кебот од Рим, каде што учествуваат многу други студентски влади и каде што разговаравме за воспоставување на соработка со другите универзитети, како и разговаравме на теми за подобрување на работа на студентските влади преку демократски избори, преку подобрување на структурата, како и зголемување на активностите во студентската влада. На тие конференции, освен што разговарате за сериозни теми, дали имате можности за дружење, за познавање, значи, на луѓе од разни земји и делење на разменување на искуства? Апсолутно дека имаме, значи на вакви конференции се среќаваме со студенти од секаде од светот, значи на оваа конференција имаше студенти од Швајцарија, од Соединетите американски држави, од Кувајт, од Блискиот Исток и тоа е одлична можност за размена на искуства, за познавање на нови култури, како и за дружење пред се. Жикица, твоето CV изобилува со многу волонтерски активности. Каде се имаш волонтирано и од кои причини и побуди го правиш тоа? Така, ако почнем да ви кажувам каде се имам волонтирано и на кои се проекти, на кои се семинари, работилници имам учествувано, ќе ни треба баги време. Затоа ќе ги спомнам на важните активности кои што ги имам превземено и резултатите од тоа. Значи во Делчево имам волонтирано во Црвениот крст, каде што на почетокот започнав како обичен член и на крајот станав председател. Имам организирано неколку кампањи кои што се денот на гладните, едукација за превенција од СИДА и сексуално преносливи болести. Потоа исто така кога станав председател работев на координација на младите и нивно вклучување во Црвениот крст. Учествувавме исто така и на националниот надпревар на Црвен крст во Македонија, каде што групата од Делчево освоивме прво место, што исто така голем успех. Исто така се имам инволвирано и во невладиниот сектор. Во Делчево учествува во неколку организации, како што се Еколошкото друштво Дождовник, Младинската организација, Младински едукативен центар,
каде што работев како проект менеджер, исто така работев на повеќе проекти, инициирав проекти и ги реализирав потоа. Имам работено и во повеќе училишни организации, во Средното училиште Методи Митевски Брицо, и како резултат на тоа 2007 година 2006 се извинувам, ја добив наградата Волонтер на годината во Македонија, која што е навистина престижна награда, и која што ја доделува Младинскиот културен центар од Битола, кој што е контакт точка на Европскиот волонтерски сервис. Обично младите сакаат за се што ќе сработат да им се плати. Што те поттикнува тебе за да волонтираш? Значи, искуството е најголемата движечка сила која што ме поттикнува да волонтирам, и според мене тоа е највредното нешто кое што може човек да го стекне, и нешто кое што за жал не се купува со пари, и тоа е најголемиот поттик во мојот живот да волонтирам. Значи, со волонтирање учиш многу повеќе отколку тоа што го учиш во училиштето или во факултетот. Стекнуваш искуство, стекнуваш контакти кои што во иднина можат многу да ти помогнат, како и ги развиваш твоите способности, ги развиваш твоите вештини, и после можеш навистина многу да направиш и во училиштето, и во твојот живот, и ти помага исто така и за наоѓање на добра работа, наоѓање на добро место за стажирање, како и ти овозможува добро образование. Многу волонтерски активности. Дали во моментов работиш на некој нов проект? Така, значи, јас продолжив со истото темпо на работа со волонтерските активности, и освен функцијата студентски сенатор, работам уште на неколку проекти во факултетот. Исто така сум студентски амбасадор, чија што главна функција ми е дочек и придружување на важни гости на факултетот. Но исто така сум избран и за председател на еден студентски клуб кој што се вика Младинска охрабрувачка иницијатива, и чија што главна цел е воспоставување на мрежа помеѓу Американскиот универзитет, Југозападниот универзитет во Благоевград, како и средните училишта, и избор на лидери од овие институции, и нивно тренирање за проект менеджмент и ресерч менеджмент, со цел поттикнување на нивните лидерски способности и јакнење на општеството во Благоевград. Многу сум возбуден поради тоа што како дел од овој проект ја објавуваме мојата прва публикација, која што е резултат на огромниот ресерч кој што го правевме во Благоевград, и која што ги идентификува проблемите и потребите на сите студенти и ученици во Благоевград. Жикица, многу непроспиени ноќи за да се постигне целта. Што те мотивира? Значи, моите мотивации за успехот ги делам во два дела. Прво лични мотивации, а потоа социјални мотивации. Од личните мотивации ќе ги издвојам, значи, желбата за стекнување на искуство, за унапредување на моите вештини, како и за воспоставување на контакти, врски, за развој на мојот едукационен потенцијал, нешто кои што потоа ќе ми помогнат да се запишам на добра последипломска институција, да го зајакнам моето образование и потоа да најдам солидна работа која што ќе биде одраз на моите цели и желби и идеи. А од социјалните мотивации, значи најголемото нешто кое што ме движи да работам и да придонесувам е подобрување на општеството во кое што живееме, зајакнување на демократијата, како и придонес при решавање на некои проблеми, како што се можам да кажам и глобални проблеми. Значи, освен тоа што
редовно учам и ги извршувам универзитетските обврски. Јас исто така правам додатно истражување и испитување на некои теми, како што се глобалната сиромаштија, како што се глобалното затоплување, како што е проблемот со национализмот и други проблеми, кои што навистина треба да бидат решени за да постигнеме едно подобро, појако, подемократско општество и еден свет подобар за сите. Да се навратиме малку наназад. Во 2006 година беше и ти во групата која што доби меѓународна награда за изработка на веб-сайт. Кажи ни нешто повеќе за тоа. Да, јас бев член на тимот кој што ја освои престижната меѓународна награда Врати кон дипломатијата, каде што победивме во конкуренција со 46 земји од светот и повеќе од 400 проекти. Ние, Македонија, односно Делчево, го освоивме првото место и обработувавме темата борба против сиромаштијата на начинот со изработка на веб страница, во која што го презентиравме проблемот, ја представивме сериозност од овој проблем и ги мотивиравме светските лидери и организации, сите кои што се компетентни да придонесат при намалување на овој проблем. А компетентни се секој еден човек кој што има таа можност да придонесе во тоа. Од овој надпревар ние добивме високи награди. Прво ќе спомнам стипендијата од $2000 која што ни асистираше за уписот на факултетот, значи при намалување на некои од универзитетските трошоци. Исто така бевме поканети на церемонијата за доделување на наградите во Вашингтон, каде што се сретнавме со заменик секретарот на State Department-от. Исто така се сретнавме со некои конгресмени со кои што разговаравме за можни начини на намалување на сиромаштијата. Жикица, ти си бил во Америка и преку проектот Work and Travel и кажи ни нешто повеќе за тоа твое искуство. Што ќе им препорачаш на младите? Дали е добро, например, доколку ќе им се укаже некаква таква шанса да заминат во странство и да работат, да ја прифатат? Значи, студентите од Балканот имаат експлозивна можност да учествуваат на програмата Work and Travel, односно работи и патувај во Соединетите Американски држави. Јас бев еден од учесниците на оваа програма минатото лето. Значи, оваа програма ти нуди можност да добиеш виза, да патуваш во Соединетите Американски држави за едно 3 до 4 месеци, да работиш на некоја не толку тешка работа и потоа да можеш да патуваш низ Америка. Значи, оваа програма нуди големи можности за стекнување на искуства, прво работно искуство, потоа подобрување на англискиот јазик, поради тоа што 4 месеци интензивно комуницираш на англиски јазик, и така тоа на мене ми помогна за подобрување на мојот шпански јазик, поради тоа што во местото каде што работев имаше многу луѓе од Латинска Америка кои што работеа во местото. Исто така ти нуди можност за еден добар одмор, поради тоа што бев на остров, Нантакет во Соединетата држава Масачусетс, и бев нон-стоп на океан. Значи тоа е многу добро за рекреативни активности. Исто така потоа имав можност да патувам низ Соединетите Американски држави, бев во Нью Йорк, во Филаделфија, исто така бев во Бостон, во Балтимор на големото пристаниште. И значи тоа што го видов навистина го ценам и ми помогна за стекнување на едно добро искуство, за изучување на културата и на животните стилови во Соединетите Американски држави. Инаку од работа работе во продавница за рентање на велосипеди, како associate assistant, значи како асистент. Исто така бев касиер во една бензинска станица,
кој што навистина ми помогна за стекнување искуство во некои предмети од мојот факултет за бизнис администрација, како што се сметководство и други предмети. Значи, оваа година кога ги учев работите, значи ми беа многу познати како резултат на искуството што го стекнав од оваа работа. Значи, во секој случај тоа е забавно, интересно, дава многу можности. И им препорачуваш на сите млади? Да, кои што ја имаат таа можност, значи сите универзитетски студенти да аплицираат за програмата и да заминат во Соединетите американски држави за едно лето, но да се вратат потоа. Жикица, на самиот крај што ќе им порачаш на младите луѓе од нашиот град? На младите од нашата општина би им порачал да бидат максимално активни во воншколските активности, но да не ги запоставуваат и училишните обврски. Би им порачал да бидат креативни, да бидат инвентивни, да ги исполнуваат своите идеи, да не го штедат своето време, бидејќи тоа е најдобар начин за развој на нивниот потенцијал. Би им порачал исто така да ги направат нештата денес, поради тоа што утре може да биде и доцна. И би кажал на крајот дека можеби животот е еден, но ако живееме мудро и еднаш е доволно. Жикица, фала ти многу што одвои време и да пиеш кафе заедно со нас. Ви благодарам и на вас.